јавиме на другар ми Ларс од Белгија. Ајде. Може, нели? Може. Ај, сврти го ти телефонот, цинге, цанге, цанг, цинге, цанге, цунг. Цинге, цанге, цанг, цинге, цунг беше кај Ларс. Чекај сега малку. Ало, добар ден, мајка му на Ларс? Петко е на телефон. Како кој Петко? Па Петко од Франција, Петко од Париз. Како не знаете, па кај мене сте ги јаделе, па кај мене доаѓавте да се шетаме во тој убавиот голем музеј кај што е Мона Лиза. Сега ви текна мајка му на Ларс. Епа супер. Епа ај ако може дайте ми го малку Ларс да го прашам нешто. Ларс, што има ново? Добар си? Супер. Абе јас ти се јавувам да те замолам да не сакаш случајно да дојдеш да бидеш дел од нашата унија. Па како каква унија? Па чекај, вие во оделение, во училиште па учевте, па знам множество. Па ние си направивме унија тука со другарка ми од Германија, другарка ми од Холандија, Смина е италијанка, јас сум французин и уште ти да дојдеш ке викнем уште некој и ке си бидеме многу земји во унија. Ке дојде, не можеш да дојдеш зашто си на скијање, ама се приклучуваш да кажам на другите. Супер, па ајде да не трошам многу сега на телефон, зашто знаеш како разговорите од Македонија до Белгија чинат многу. Ајде, фала ти, чао, се слушаме. Белгијанците се со нас. Повели јави му се на твој другар. Јас на мојот шпанец ке се јавам, така? Да, јави се на твој шпанец. Ајде, цинге, цанге, цанг. Цинге, цунге, цинг беше на Цинге, цунге, цинг, може. И позивам те, треба еден број да свртиш цунге, цунге, цанг. Цинге, цунге, цанг. И така, значи, поминувало времето и денес во таа Европска Унија, замислете, има дури 27 земји, не само овие 4 кои што ги гледате тука, Италија, Холандија, Германија, Франција, туку дури 27 земји. Сега, она што е убаво во таа Унија, сите се различни, сите си имаат своји собствени карактеристики, но сепак сите работат на една иста цел. Верувале или не, сите сакаат да живеат во мир, сите сакаат да можат да патуваат слободно и тоа и го прават. Леле, Мина, што убаво што си се здруживме, уште сега си замислувам како на лето, кога ќе бидам на распуст, ќе си седнеме во нашата кола, па ќе си фатиме прво шклјац кај нашите пријатели од Словенија. Малку да си се прошетаме низ Љубљана. Добро. Таму шклјац ќе завртиме вака една кривинка на лево, ќе се спуштиме во Италија малку да ја видиме таа твоја позната Венеција. Добро. Ќе си се бањкаме малку во нивното море, па хоп, ќе си се качиме горе, веќе зима ќе не фати, ќе можеме да си се скијаме во Австрија, па после пак ќе се спуштиме во Франција, таму ќе си се бањаме. Може. Во Канито се, па после можеме да стигнеме и до Шпања, па леле Мина, кај ќе не биде крајот вака здружени. Се тоа убаво, Петко, само мора некои услови да исполниме. Како мислиш да исполниме? Па така мора да исполниме услови, например, за да се оди на училиште треба да имаш најмалку 5,5 или 6 години, така? Добро. И па така, за да бидеме и ние дел од ова големо множество, голема унија, треба да исполниме и ние некакви услови. Сакаш да ми кажеш ти дека нашата Република Македонија се уште не се зачленила во унијата? Па, полека. Немој да се изненадуваш. Немој да се изненадуваш, затоа сме тука да ги научиме сите 5 плюсовци за тоа што треба да правиме, како да се однесуваме и подобро да ги запознаеме земјите од Европската Унија. Епа, одлично. Јас мислам можеме малце паузка. Може. Една мала пауза, да не ни дојде многу се одеднаш што ќе научиме.